Сите имаме еднакви права, но не секогаш можеме да ги оствариме. Преку бесплатната правна помош можете да побарате поддршка за да ги остварите своите права. Марко и Зана се деца кои имаат исти права како и сите останати. Имаат право на квалитетно образование, на активно учество во својата заедница и на заштита од какво било насилство или дискриминација. Но нивните права не секогаш се остваруваат. Понекогаш децата со попреченост се соочуваат со повеќе форми на дискриминација. Некогаш се соочуваат со физички пречки во училиштето, недостаток на соодветни материјали и прилагодени пристапи или пак се целосно исклучени од образовниот процес. Попреченоста не е невообичаена, таа е дел од човековата разноликост, затоа секое дете има право на соодветен пристап до образование. Марко не треба да има тешкотии за да влезе во училиштето, а пак Зана не треба да има тешкотии да ја следи наставата. Секое дете има право на соодветно образование, а одговорноста на институциите е да му го обезбедат ова право. Доколку правото на вашето дете му е ускратено, можете да се обратите за бесплатна правна помош во Хелсиншкиот комитет за човекови права или во подрачните оделенија за бесплатна правна помош ширум земјата. За повеќе информации за тоа каде можете да се обратите, контактирајте и со локалните дневни центри. Преку бесплатната правна помош можете да добиете правна информација, правен совет, помош при пополнување на формулари, помош при комплетирање на барање за секундарна правна помош и составување на представки. Доколку секое училиште разумно ја прилагоди наставата и обезбеди соодветна поддршка во учењето за учениците со попреченост, како поставување пристапни рампи, алтернативни начини на комуникација за децата со попреченост во видот, како и соодветни решенија за секој друг вид на попреченост, тогаш сите деца навистина би биле еднакви. Со отстранување на бариерите ќе го направиме општеството достапно за сите деца, а децата како Марко и Зана ќе имаат еднакви шанси за успех.